Парите можат да купат поквалитетен живот, но не и среќа. Дали богатите луѓе на вистина се посреќни од обичните смртници? На ова прашање се обидуваат да одговорат стручњаците кои ја проучуваат среќата. Така, првичниот заклучок гласи: парите можат да купат поквалитетен живот, но не секогаш и среќа. Во едно испитување спроведено во Америка, тие го споредија субјективното чувство за благосостојба на 100 луѓе од листата на богати американци и 100 луѓе со просечни примања. Се покажа дека богатите луѓе во просек се само малку посреќни од луѓето со просечни примања. Никој од испитаниците не верувал дека парите се главен извор на среќа, а како главни најчесто ја наведувале самоувереноста и самовреднувањето. Во 2010 година, слично истражување спроведено од Центарот за здравје и благосостојба при Универзитетот Принстон во Њу Џерси, САД. Инаку добитници на Нобеловата награда за економија. Тие откриле дека побогатите луѓе мислат дека нивните животи се подобри, но емоционалната благосостојба расте пропорционално. Само до годишна плата од 75.000 американски долари. Над тоа луѓето не се дополнително позадоволни ако примањата се повисоки. Во студија од Холандија, кој што опфатила луѓе со просечни и надпросечни примања, покажа дека богатите луѓе минуваат повеќе време во работна дејност, 30% од денот, наспроти оние другите 25%. Но кога станува збор за слободното време, има поголеми разлики, двете групи минуваат подеднакво време на слободни активности, но луѓето со просечни примања повеќе време поминуваат на каучот пред телевизорот, на социјалните мрежи и слично, додека милионерите активно го поминуваат своето слободно време. Околу 22% од нив пријавиле дека се занимаваат со спорт, некои хоби или доброволни корисни дејности, во споредба со 16% од луѓето од групата со просечен приход. Истражувачите откриле и дека поактивното хоби е поврзано со задоволството во животот, односно, колку е човекот поактивен, толку е посреќен, без разлика колку пари има или нема. Значи, според ова, ние македонците сме најсреќните луѓе на светот. Од друга страна, некои истражувања покажуваат дека кога купуваме работи, и тоа може да не расположи, но сето тоа е моментално. Но тоа е само така наречена моментална среќа. Материјалните работи ни носат среќа во мигот, кога ги користиме и тоа може да се повторува. А искуствата ни носат поинтензивни, но еднократна моментална среќа. Заклучокот гласи дека со пари може да се купат повеќе работи, што ги прават луѓето среќни, но прво, човекот треба да препознае што ќе го направи можеби и најсреќен, а тоа секако не се парите ниту материјалните добра.